Го молам пратеникот Маријан Чоколевски се признесе по одговорот добиен од министер за транспорт и врски на прашањето што се однесува на санација на свечелиштето на регионалниот пат Кратово Пробиштип кај местноста Габреш и на свечелиштето на регионалниот пат село Страцин Кратово, односно согласно член 43 од делникот да ги искористи правото да постави дополнително пратеничко прашање во трајање 3 минути. Има збор пратеникот Маријан Чоколевски. Полет. Благодарам председателе, почитувам премиер, почитувам и министри. Прашањето на Министерството за транспорт и врски ми гласеше дали кога се планира санација на слечиштето на регионалниот пат Кратово Пробиштип кај местноста Габреш и слечиштето на регионалниот пат Страцин Кратово во аторот на село Железница. Прво сакам да истакнам дека санација на слечиштето на регионалниот пат Кратово Пробиштип кај местото Габреш еден дел е завршено благодарение на владата на Република Македонија со поддршка исто така и на вице-премиерот Ставревски и Агенцијата за државни патишта, кој дел од ова свлачелиште беше во минатата 2014 година беше успешно саниран, а со тоа беше отстранета голема опасност од уривање на семени куќи на неколку семејства од Кратово, а со оваа санација се отстранија и сите опасности при одвивање на секојдневниот патнички сообраќај на овој регионален пат, кој е единствена опција за патничко поврзување меѓу градовите Крива Паланка, Кратово Пробиштип, понатаму Коштотип и така натаму. Во одговорот од Министерството за транспорт и врски е одговорено во делот кај местоста Габреш дека во тек изработка на проектна документација до крајот на јуни, а во втората половина од годината се очекува да почне санација на ова слечиште. За слечиштето кај село Железница е изготвена проектната документација и е готова и истата е испратена до Светска банка на одобрување. По одобрувањето ќе биде објавен тендер за избор на изведувач на санационите активности на предметното слечелиште. Задоволен сум од одговорот и немам дополнително прашање. Благодарам. Пратеникот нема дополнително пратеничко прашање. Го молам пратеникот Маријан Чоколевски да се признесе по одговорот добиен од министерот за животна средина и просторно планирање на прашањето што се однесува на поставката за намалување на површината и котата на браната Вакуф Кратово или нејзиното бришење од просторен план, односно согласно член 43 од делникот да ги искористи правото да постави дополнително пратеничко прашање во трајање 3 минути. Има збор пратеникот Маријан Чоколевски. Полет. Благодарам. На барање на жителите на неколку населени места во Кратово од селата Вакуф, Куклица, Кетеново, Трновац и Талашманце, во кои живеат над 1000 граѓани и каде што има над 300 стамбени објекти и помошни објекти, го постави прашањето за намалување на површината и котата на браната Вакуф Кратово или за бришење од просторен план, која брана е предвидена пред неколку деценија. Прашањето го поставив бидејќи жителите на овие населени места не можат да се ги легализираат своите стамбени објекти и помошни објекти согласно Законот за легализација на бесправно изградени објекти, а во ново изградените објекти не може да приклучат електрична енергија, причини е што објектот се води како дивоградба. Образложението од Министерството за животна средина и просторно планирање е дека во согласност со член 61 од Законот за водите, Министерството за животна средина и просторно планирање е надлежно за планирање и развој на управување со водите во Република Македонија. Преку донесување на основни плански документи, Национална стратегија за вода, водостопанска основа на Република Македонија и плановите за управување со речните сливови. Водостопанската основа како документ се донесува за целата територија на државата со цел за интегрирано планирање и спроведување на програмите и мерките за развој и управување со водите, а во согласност со националниот развој и усогласеност на економскиот развој и социјалниот напредок на државата. Водостопанската основа на Република Македонија е документ кој датира од 1974 година, истиот не е ревидиран, потребно е да се пристапи кон ревидирање и ажурирање на истата кој ќе судействува со новите прилики. Со ревидирање на водостопанската основа на Република Македонија, како и со донесување на плановите за управување со речните сливови, ќе се редефинираат и параметрите на предвидените неизградени брани, секако во зависност од потребите за вода, анализа и потребите за економска оправданост. Имајќи ги во предвид барањето на граѓаните на општина Кратово за измени на водостопанска основа каде е предвидено изградба на акумулацијата вакав, потребно е да се изработи нацрт верзија за измена и дополнување на водостопанската основа.
На крајот од одговорот ми одговорено дека во буџетот на Министерството за животна средина и просторно планирање не се предвидени средства за измени и дополнување на водостопанската основа на Република Македонија. Затоа имаме дополнително прашање до заменикот министер. Дали Министерството ќе предложи информација или заклучок до Владата на Република Македонија, каде Владата на Република Македонија ќе го задржи Министерството за земјоделие, шумарство, водостопанство или некое друго министерство во соработка со општина Кратово да изработа студија, која студија во вредност некаде околу 2 милиони денари за намалување на котата и површината на браната Ваков, која постапка е временски пократка во однос на изработувањето, ревидирањето и журирањето на постоечката водостопанска основа на Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Пратеникот има дополнително пратеничко прашање. Одговор се добиете заменикот министер за животна средина и просторно планирање. Повелете. Благодарам, председателе. Во суштина водостопанската основа на Република Македонија точно дека не е ажурирана подамна, иако е вршено дополнителни истражувања и дополна на водостопанската основа на Македонија. Тоа го правиме и во тековниот период во соработка со странски пари во делот на Источна Македонија и во сливното речно подрачје на река Струмица веќе е отпочнат проектот за правење на водостопанска основа. Тоа истото се прави и во делот преку проектите на Глобалниот еколошки фонд и на ГИС во делот на сливното подрачје на река Дрим. Секако дека ќе предложиме и ова што го предлага пратеникот и ќе разгледаме можноста за дополнување и ажурирање на водостопанската основа во тој дел. Благодарам.